Владата најавува воведување на прогресивни стапки на персоналниот данок кои би се движеле од 10 до 18%. Дали сметате дека на овој начин ќе се овозможи порамномерна распределба на доходот или пак од друга страна ќе се предизвика даночна евазија? За разлика од постојниот систем каде што имаме една единствена стапка за ограничување на данокот од доход, сегашната влада предлага воведување на уште една повисока стапка од 18%. Ние пред 2006 година имавме таков систем, постоеше уште една повисока стапка од 24%, и сите анализи тогаш пред воведување на концептот на рамен данок покажаа дека постои даночна евазија, односно најголемиот дел од приходите по овој основ се прибираат според најниската стапка, која што тогаш изнесуваше 15%. Само 4-5% се прибираа од приходите од данокот на доход од повисоките стапки од 18 и 24%. Мислам дека сега не е време за воведување на повисока стапка за ограничување на доходот, затоа што ќе има лица кои што и предпријатија ќе имаат губиток во плаќањето на повисок данок од доходот, а речиси да ќе нема добитници од овој процес. Мислам дека ќе бидат погодени лицата кои што располагаат со повисок степен на образование, вештини и пазарот на труд ги вреднува повеќе. Ова ќе значи дека кај нашите компании, и домашните и странски, за менаџерските позиции, мислам домашните менаџери, за инженерскиот кадар и другите професионалци, оние кои што се подобро платени и мотивирани да работат, ќе има зголемување на трошокот. А приходите дополнителни во буџетот по овој основ мислам дека ќе бидат минорни. Сега може само да погодуваме, практиката ќе покаже доколку се воведе оваа повисока стапка, дали ќе има мали позитивни или негативни ефекти. Со промената на владите, доаѓање на социјалдемократски влади, тие сакајќи да покажат дека нешто од нивните претходници не чинело, не функционирало добро, без некои поголеми подготовки, вршеа такви промени. Мислам дека стабилноста на даночниот систем е една од основните претпоставки за домашните и за странските инвеститори, но сепак практиката ќе покаже. Дали на овој начин ќе се зголема даночните приходи? Само оние кои што не ќе можат да го избегнат плаќањето на данокот со повисока стапка, ќе плаќа данок, а секој кој што може, тука мислам на голем број на субјекти во приватниот сектор, слободни професии и така натаму, кои што и сега плаќаат на најниска основица, во никој случај нема да бидат зафатени од оваа промена.